Се враќаме назад во студиото, продолжуваме. Наши ваш гостин во Што мисли народот вечерва, господин Отилија Николовски, претседател на партијата на пензионери на Македонија. Опфативме некои од темите поврзани директно со пензионерите, но многу јасно и знам дека многумина од вас па имаше и такви прашања, сакаат да прашат за тој проблем со дрвата за огрев, бидејќи многу од здруженијата на пензионери не успеа да ги обезбедат договорените количини, дојде до зголемување на цените и слично. Има многу реакции. Реакциите, независно што вие како партија на пензионери, господин Николовски, не учествувате во тие договори, сепак стигнуваат до вас и бараат одговори од вас. Како да се реши тој проблем, бидејќи се случи многу зголемување на цените на дрвата, во последни моменти беше кажано на пензионерите дека нема ниту да има дрва, ставени во ситуација да бараат како знаат и умеат. Како да им се помогне? Кој е размислувањето на вашата партија? Јас имав пратеничко прашање во врска со тоа до министерот за шумарство. Значи, тоа е проблем сега во Македонија, на секаде ми се чини го има. Во цела држава, на секаде, не само со пензионерите, меѓутоа пензионерите се најпогодени. Зашо се најпогодени и најизиграни, можам да го кажам. Јас неколку председатели на Сдружение на пензионери водев директно ке директорот на Македонски шуми, да не изиграваме покварен телефон, викам ево те водам да видиш што ќе чујат. Значи, нема да ги именувам здруженија, дури јас интервенирав за некои да платат и ми обеќаа дека ќе им дадат дрва по стара цена. Тоа не го испочитуваа. Разговарав со министерот за труд, односно за локална самоуправа, затоа што директорот е од партијата на Либерално-демократската партија, со Милевски разговарав и така натаму. Нажалост, нема доволно работна рака. Они викаат, сите викаат има дрва, али не се насечени, нема доволно. Така да има здружение на пензионери кои се уште немаат добиено дрво. Од Македонски шуми ми обеќаваат дека ќе има за сите, меѓутоа ево го зимата падна. Значи дури ни по новите високи цени уште некаде нема така. Тоа се страшни манипулација, повеќе слојни манипулација искористија сега ова. Да дрвата скокнаа до 5500, замислите 100 евра кубик дрва, тоа не е, и да некој има пензионери со 11.000-12.000. Јас му реков и на премиер, тоа е уметност како тие луѓе да преживеат, господин премиер, ево по 11.000, а 2 кубика дрва, ништо дрва, каде е залеко и така натаму. Овие економски оператори вршат злоупотреби, вршат, ја би рекол, и криминал, уцени, така да не би сега никој сакал да посточам, али мислам дека постои еден ланец на криминогено однесување од доздола па нагоре околу тоа и пензионерите се погодени. Тоа значи дека има пропусти во институциите, некој не санкционира нешто. И министерот Бектеши ми обеќа дека они ќе формираат некоја инспекција која ќе испита таа работа и вика вака, вика дај донесете вие закон за етичко однесување на трговците, па ќе видите што ќе им направиме, дека ќе пушат инспекции. Ние ќе се залагаме да здруженијата на пензионери, ако е можно, да директно склучуваат договори со Македонски шуми, а не они парите они ќе ги дадат на Македонски шуми, после некои туроператори и снадбеват. Значи, секојдневно имам јавување, јас веќе ме е срам да се јавувам кај директор, он ми обеќава ќе биде, меѓутоа знам дека има незавидна ситуација за незавидна некои, ја не сакам да ги именувам, али знам доста добро ситуацијата како некои ми вратија парите на пензионерите. Така е. А и некој ако не може да обезбеди, не знам зашо се па и нафаќале, и требало веќе и досега да бидат на чисто, може. Треба на чисто да бидат. Започна грејната сезона завчера. Грејната сезона, јас овие денови не знам, али до крајот на месецот тоа сум сигурен дека ќе го дигнам уште еднаш тоа на државно ниво како државен проблем, посебно за пензионерите тоа, не знаат. Дека проблемот е присутен, знае и премиерот, знае и министерот
Лупчо Николовски, знае и Битичи, подпредседател на владата околу таа работа, сите знаат за тоа. Треба да се бара решение, бидејќи навистина се во незавидна ситуација пензионерите. Но добро, ако имаме уште нешто за пензионерите и ни пренесете, меѓутоа ја би се вратил, бидејќи рековме, во парламентот се носат и многу други одлуки и дел сте од се она што се одлуки, разговори, преговори околу актуелните случувања. А и со оглед на вашето минато, на вашата професија, имате многу сознанија од кои што би можеле да говориме за тоа како некогаш сме биле, како сме сега. И лично од ваше размислување, бидејќи сте дел од историја која што е и пред осамостојувањето на Македонија, во времења кога можеби поинаку се гледало на односите меѓу Македонија и Бугарија, меѓу тогашна Југославија и Бугарија. Како сме дошле според вас во ваква ситуација да бидеме уценувани, условувани од Бугарија и како гледате на тој проблем кој што бара решавање? На луѓето се чувствуваат како измамени од сето тоа што се случува. Многу интересна работа, видите, јас сум дел од таа историја, дел Затоа кој вака и ве прашувам. Како да кажам, кој од мали деца знам како биле односите заладени со бугарите, тие гранични собори, како се организираа, па како се отвори. Значи, тие, ако да не зборуваме сега за историја, како е било од се правеле наполи да се надминат разлики. Од исклучително добри односи со инфобиро, веќе македонска нација не се признави така натаму и во Бугарија апсолутно е водена една погрешна политика и во образование и не само образование во целокупниот процес и нивната интелигенција е воспитувана дека не постои македонска нација, дека тоа е еден народ. Значи ова не е така од денес до утре што се случува. Има после осамостојувањето ние тргнаме да градиме многу добри односи со бугарите. Значи тргна односите размена и во трговија, и во образование, и во спорт, и сите и не се спомнуваше ова што денеска како проблем се појавува. И перцепцијата, дури перцепцијата на сваќање, на пример, моја која е била према бугарскиот офицер, ја промениме во позитивна смисла. Перцепцијата према нивното образование, перцепцијата према медицината, опште се вмени. И што се случи? Од Бугарија, која беше еден од главните поддржувачи на Македонија за влез на Македонија во НАТО. Така е. Значи, Бојко Борисов беше еден од главните заедно со Мицотакис, односно со Ципрас. Па и во признавање на самата наша независност. И со признавање, значи, тоа е неоспорен факт дека Бугарија е прва. Јас бев во тоа време воен аташе, знам како се случи признавањето на Македонија. И сега сосема нешто за мене неочекувано спрема ова што го кажуваме, нели? Сега. Мора во тој геополитички амбиент работите да ги гледаме малце и другачи. Од најголем поддржувач Бојко Борисов, Захариева и така натаму, одеднаш Захариева Бојко Борисов Каракачанов почна директно да не негира, тоа ипак јас би рекол дека се вмеша и некоја нешто пошироко некоја поширока да дојде до таква на промена. Меѓутоа, сега оваа ситуација треба овака јас лично како размислам. Так. Ние немаме поповолен геополитички момент од овој сега кој го имаме за продолжување на преговорите за пристап на Република Северна Македонија во НАТО. Зошто? Мислите во Европска унија? Односно во Европската унија. Кога околу францускиот предлог. Значи со францускиот предлог одеднаш едно растурено бугарско собрание успеа да се соберат. Да се соберат и со 178 гласа за да се скине ветото и не се спомна таа озогласена рамковна позиција на Бугарија која по однос на европската перспектива на нашата земја сите навредливи тонови, негирање на македонскиот јазик, ни во еден контекст веќе не се спомна. И
сега во ниту едно од 35 поглавја нема да се разгледуваат историските прашања. Тука сакам да расчистаме околу Но некој упорно кажува дека ќе се разгледува. Некој шпекулира упорно. Тоа значи постојат сили и во Бугарија и во Македонија кои одработуваат за трети сили. Таа трета сила се сега руските интереси на Балканот. Русија нема и никаков интерес да Западниот Балкан влегне во Европската Унија. Она има интерес да Западен Балкан остане во сферата на интересите на Русија. Знаеме проруското влијание во Бугарија кое е и сите тие сили во Бугарија кои кочат, тие се под тешко руско влијание. За жал, такви сили постојат и во Македонија, кој е отворено. Значи, по моје длабоко убедување, се што е сега против продолжувањето на преговорите под разноразни изговори, тоа значи дека работа за одредена трета земја. Јас, како поединец, како председател на партијата, па и партијата била и останува партија за проевропска ориентација, затоа што ние друга алтернатива немаме во оваа ситуација. Ако погледаме Русија низ историјата, што Русија има направено за Македонија добро? Нема ништо. Иако кај постарите генерации размислуваат уште дека сме ние несврстана Југославија, па ударат по запад и така натаму. Тоа помина, треба да сватат дека наш геостратегиски партнер е Соединетите Американски држави и Европската Унија. И треба да сватат граѓаните кои дека ако не беше Америка 1991 година, ние немаше да имаме држава, тоа најотворено го кажувам, затоа ние добивме држава на тацна. Онај момент кога осамостоувањето, фактички стварно осамостоувањето, кога дојдоа силите на Умпрофор на границата према северната граница и се измисли термин превентивна дипломатија, таа превентивна дипломатија е испробана прво во Македонија и треба да сватат граѓаните. Тоа сме избегнале војна, веројатно. Ние избегаме војна. Замислите да потечеше крв како ќе биде. Избегнаме војна. Да видовме што случуваше во Босна, во Хрватска. Избегнаме поделба на Македонија. Сега во тој контекст би сакал да спомнам Бугарија. Вие знаете, во тоа време Мицотакис и Милошевич бараа поделба на Македонија. И го бара и Желјо Желјев. Желјо Желјев не отиде на тој состанок. Значи, Желјо Желјев одигра позитивна улога. И после, меѓународниот фактор застана и Македонија е на такво геостратегиско место. Јас што викам да ја нема, треба да биде измислена. Тоа се историски фактори и бугарите сватија и они. Овој момент, без обзира што има такви отпори. Ја можам сега слободно да го кажам ова моја размислување. Они платија и голема цена тоа. Мислите дека е тоа случајно што они 5 пати имаат избори и не може да формираат влада? Некој мисли дека е тоа случајно. Не е случајно. Тие плаќаат цената како што Грција своевремено. Тоа вето не е само на Македонија, тоа е вето и на Америка, на америчките интереси на Балканот. Тој геополитички момент треба да се искористи и ние ако сме паметни, а мислам дека така ќе постапиме, опозицијата, ние треба да изгласаме во уставот, од промена на уставот и мислам дека во тој случај Македонија ќе биде во таа брза трака. Од таа брза трака тука ќе се Албанија, Црна Гора и Македонија, како своевремено што влегна Романија и овие така. Да не останеме и зад Албанија и Црна Гора, па и Србија. Замислите ние да не го прифатиме францускиот предлог, па Албанија да почнеше преговора. Па се инсистираше на разделување, ако не се. Имаше инсистирање. Сега да се вратам. Значи ние 2008 година имаме таква понуда, например, за НАТО во Букуреш. Имаме Република Македонија,
црти со Скопје. Ние не прифатиме да би после 10 години многу полош Така е. предлог. Нема шанса ние да добиеме подобар предлог од тоа. Само во негативна линија може само да. во негативна Во линија. овој контекст да ве прашам, бидејќи актуелно, дали сметате дека можеби во таква насока на некои сили кои што сакаат да ги комплицираат односите се и отварањето на овие клубови со спорни имиња, па сега прв пат после подолго време читам наслов кој што вели консензус меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ во врска со законот. Значи, што во врска со овој закон... Да, консензус меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ за бугарските здруженија. По тоа има консензус и денеска тој закон по скратена постапка е во собранието. Јас можам да кажам дека и ние како партија апсолутно и јас како поединец поддржувам промена на законот за фондации и здруженија и секоја сериозна држава не би дозволила овакво сега мешање во внатрешните работи и така да како Бугарија што не провоцира. Така да тој закон треба да се донесе по дитна постапка и апсолутно тука има консензус кај сите политички партии. Така. Некаде при крајот сме на мисијата, би сакал да го искористам вашето искуство во полето на војните стратегии, во полето на тој дел од вашето искуство, од она што може да се каже, бидејќи целиот свет е сведок на една голема закана со конфликтот во Украина, војната, како и да ја наречеме. Значи, страф е од ескалирање дури во нешто што не беше замисливо до пред година-две, нуклеарна војна, во нешто што би било уништување. Како гледате на себе ова што се случува? Дали овде големите сили можат да го решат прашањето во интерес на светот? Бидејќи ние сме релативно и блиско и далеко од таа Украина, меѓутоа и не сме толку далеко. Блиско сме сите. И оние што се подалеку сите чувствуваат. Војната нанесува многу штета. Како дојдевме до ова и како гледате на расплет на целата оваа криза, кој што го загрижува светот? Светот мене ме исто така многу загрижува. Јас не сум оптимист дека брзо тоа ќе се реши. И да дојде да седнат, ево сега... Да преговара. Да преговара, има некои размислувања. Лукашенко денови вереше, ако седнат да преговараат, за една недела вели ќе се договорат. Да, може да се договорат. Ама и се закани дека него нервирате Путин. Него нервирате Путин. Путин тргна фактички против цел свет. Меѓутоа Путин неговите проценки се покажаа како многу погрешни. Путин мислеше дека тоа е Русија која влегна 56-та во Маđарска или 68-та се прошета до Прага, мислеше дека така за неколку дена ќе влегнат во Киев, дека ќе го сменат раководството во Украина, дека ќе доведат руско раководство. Така и се коментираше на почетоците. Тоа беа веќе меѓутоа они наидоа на високо мотивиран народ, високо мотивирана војска, добро обучена, добро организирана, а митот за непобедивата руска армија падна тој мит. Значи, војска деморализирана, војска со слабо логистичка опременост. Ама и покрај тоа Путин во рацете го има адутите на уништувачко, високо уништувачко оружје. И видите сега он што значи они трпат на копно. Така. Сега он води војна од дистанца. Со дронови, со дронови гаѓа. Меѓутоа, мислам дека ипак сум оптимист дека нема да дојде до ова најлошото да употреба на нуклеарно оружје, ако он го употреби тоа фактички против себе. Многу интересно, господин Николовски, вие сте имале прилики да видите и кризни ситуации во својот живот кои што биле не слични во овој интензитет, но меѓутоа биле големите сили во студена војна ситуација во кој што пак сме биле на рап на сериозни кризи. Меѓутоа, имате ли впечаток дека во ситуацијава сепак се уште и Соединетите американски држави и сите тие големи сили се држат колку толку резервирано? Да, даваат поддршка на Украина, меѓутоа се држат се уште резервирано во поглед на некаков воен одговор. Они се држат, они не сакат ни да помислат да употреба на нуклеарно оружје.
помош дават апсолутно, да нема помош во материјални средства, во борбени средства, Украина не би можела да води издржи, така да издржи. Меѓутоа Русија е изнемощена доста, едино сега што употребува тие стратегиски ракети и така натаму, иначе на копно рускиот војник е немотивиран прво. Се покажа Така, и при мобилизацијата имаше напуштање на државата па и слично. 200.000 луѓе напуштија во Русија. Кој сега? Кој ќе праќа својот син да се бори? Треба да знае за кои цели се бори. Украинците знаат зашто се борат, а рускиот војник не знае зашто се бори. Не знае. Се дезинформирани, има платеници многу и така натаму, и затоа напуштат Русија. И јавноста веќе во Русија мислам дека не го доволно поддржува, така да не гледам дека без обзира што луѓето викаат Путин така, Путин онака, не го нервирајте, меѓутоа Путин исто е во една многу тешка ситуација сега. Како назад. Да се надеваме дека ќе дојде до крај, тоа е војска, мирен крај на се. Тоа е војска корумпирана, да бидеме висока корумпираност постои во високите војни кругови. Така. Овде е интересен, многу кратко прашање, рековте, да, силна, има мит за руската армија дека е една од најсилните. Своевремено, ова го паметам и се расправам со некои луѓе, често се расправаме, кога ќе коментират во таа Југославија и нели дека југословенската армија дали беше четврта во свет, така се коментираше. Некој вика пета, да. пета и така натаму. Како тоа се цени? Дали навистина беше така? Зошто ако беше толку силна, зошто се расте Југославија? Види сега околу ова само еден коментар. Само еден коментар. Јас сум се расправал. Често се говори, нели? Да, јас сум се расправал на пример со министерот за одбрана Брокај од Албанија. Околу распадот на нивната војска, како се распадна и распадот на Југославија. Так. Распадот на југословенската војска немаше распад, таа армија се трансформира во ход во неколку армии. Немаше распад како што имаше распад на албанската армија, масовно крадење на оружје и така натаму. А што се случи со тоа тек ќе се, мислам дека војните историја ќе го проучуваат тој начинот на кој се трансформира повеќе армии, а JNA остана без врховна команда. Тоа е главниот проблем. Врховната команда беше колективно председателство, значи немаше врховна команда. И сите треба да знаат дека војните не ги почнуваат генералите. Војните ги почнуваат луди политичари кои се многу, значи и генералите гинат, а злосторствата ги прават и за време на Југославија ги правеа припадници на територијални единици, на паравоени единици, а не никогаш нема да го професионален војник никогаш нема да направи никогаш нема да го забравиме веројатно војникот кој што го прашуваат, го анкетираат, кој што вели што правите, зашто се борите, вика па ето они као желе да се отцепа, а ми као им не дам. Или да земеме вистина за целата ситуација. И да земеме 2001 година кај нас. Да, и тоа дали беше сте вие слушнале, не викам дека немало, некој да се жали на однесувањето на арма? Па не, немаше. Ако се слуша, затоа што ние водиме многу сметка да се почитуваат женевски конвенции, да се почитува меѓународно војно право. Во ранецот на секој војник имаше ископирано извадоци од меѓународно право, од Женевска конвенција. Ево, јас стану го кажувам, јас бев командант на втори корпус со цела Западна Македонија, слободно и тогаш шетав и сега сегде сум радо виден и некој не се пожали на вториот корпус кај бил, никој не се пожали. Така, интересно е, би сакал во некоја ситуација да дојдете и само за овие работи за историјата да говорите, затоа што на вистина ќе имаме што. На крајот само би ве замолил уште кратко, што може да очекуваат пензионерите од партијата на пензионери во наредниот период, како ќе ги застапувате нивните интереси? Значи, пензионерите можат да бидат уверени дека партијата на пензионерите секој пат се бори за правата и правниот и социјалниот статус на пензионерите. И дека партијата на пензионерите не користи ни еден цент од чланарината на пензионерите.
треба да бидат сигурни дека ние ќе инсистираме да се донесе закон за минимална пензија. Минималната пензија да не биде помала од 70% од минималната плата и просечната пензија да не биде од помало од 60% од просечната плата, а сега моментално имаме дисбаланс затоа што платите многу пораснаа во однос на пензиите и секој пат, повторам, пензијата е економска категорија, ќе се бориме да тие најранливите добиваат социјални пакети поред пензијата како сега што 4 месеца и треба да бидат сигурни дека ние уште сега ќе почнеме да поставуваме прашање што ќе биде после тие 4 месеца и сум убеден дека ќе има пак социјални пакети. Така. Во секој Така случај, да не се грижа ќе толку- има. Така. Така да не е ако они викаат сега 699 денара, сега 699 денара и 1500 9615 2500 колку му дојде околу 2700 денара, значи не е така, али е социјален пакет затоа што повторувам, пензијата е економска категорија. 4 месеца и сигурен сум дека Ќе продолжи ќе најверојатно. продолжи тоа. Да се надеваме дека така ќе биде. дека Особено ќе- повторувам Да. што има разбирање од премиерот и од Министерката за труд и социјална политика и во оваа прилика им се заблагодарувам на нив. И треба да има, нормално. Да, Благодарам господин Николовски за гостувањето во нашата емисија. До следно видување се разбира. Да. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот, интервјуто со господин Илија Николовски од председател на партијата на пензионери. Благодарам на вниманието. Во среда, во истово студио, планирано и договорено, Министерката за труд и социјална политика Тренчевска. Можете во овие денови пред нас на мејлот или на профилот на социјалните мрежи на Телевизија Стар да поставувате некои прашања кои што ќе ги поставиме во среда. Благодарам на вниманието и имате пријатна вечер.